Благодарам и јас на можноста и на присуството и да се заблагодарам на сите кои што дојдовте. Прво да честитам на градоначалникот, на председателот на Совет, на пратениците, на советниците, затоа што во Прилеп навистина се реализираат бројни проекти и ми е драго што после 2 години се случува една инфраструктурна трансформација на градот. Она што можам да го ветам за следниот период е дека веднаш после парламентарните избори планираме да направиме ребаланс на буџет со цел ветувањето кое што го дадовме, а тоа е некаде 250 милиони евра од капиталните расходи да се спуштат во општините и да бидат дел од пакетот за децентрализација, да се случи уште оваа година, што значи дека Прилеп може да очекува уште оваа година, некаде во втората половина на годината, да има дополнителни околу 4 милиони евра кои што би биле за инфраструктурни проекти кои што ќе ги понуди општината. Што значи на сето она што го имаме досега како реализација и што ќе сега го се реализира во следниот период, дополнителни средства би дошле од буџетот уште оваа година во вредност од 4 милиони евра, што значи дека во еден 4-годишен инвестициски циклус тоа би требало да е најмалце 16 на милиони евра, а со добри проекти може да оди до 20 милиони евра, со што конечно би сакале да ги затвориме основните инфраструктурни проблеми на граѓаните. Пред се тука мислам во делот на патна инфраструктура, водоводни и канализациони системи, и исто така во делот на предшколска возраст, односно градинки, изградба или опремување, и во делот на образование, односно во делот на училишта и спортски сали, како и можеле после 4 години да зборуваме за далеку покрупни проекти. Нашата идеја е со овој процес на децентрализација да се спуштат средствата помеѓу граѓаните. Градоначалникот спомена, денеска ќе направиме увид во неколку проекти кои што се работат. Тоа е кружниот тек, кој што е тука пред нас. Тоа е секако почетокот на изградба на спортска сала. Скоро сме во финале на реконструкција и рехабилитација на 6 улици во Прилеп, што е невидено во историјата на градот во еден вакав куз временски период да се направи. Исто така е при крај еден голем проект во селото Канатларци, кој што треба да реши деценијски проблем за сите жители таму, кој што очекувам во следните 2 до 3 недели исто така да е готов, и имаме бројни други проекти кои што ќе следуваат во следниот период. Она што исто така сакам да го споменам, од тука и да го потврдам, е дека е при крај изработката на програмата на ВМРО-ДПМН за следните парламентарни избори. Еден од приоритетите ќе биде подобро надворешно инфраструктурно поврзување на Прилеп. Тука пред се мислам на конечна изградба на експресниот пат од Градско до Прилеп. Гледате дека откако се промени власта овие 7 години камен немаат ставено и скоро и ништо да не се случува таму, освен што се блокира сообраќајот по постојниот пат кој што се користи. Така што во план ни е во максимално брз рок тоа да се заврши. Исто така едно автопатско решение од Прилеп кон Битола. А она што можам да го најавам за највозрастната категорија на граѓани во делот на пензиите е дека уште во првата година од мандат на ВМРО-ДПМН планираме линеарно зголемување на пензиите за 5000 денари, што значи дека, например, оние кои што земаат најниска пензија од 12.000 денари, веќе ќе земаат 17.000 денари, и така прогресивно да продолжиме во следниот период. До следната недела очекувам да имаме комплетна програмата, да ја презентираме. Ќе има доста работи кои што ќе ја опфатат целокупната популација, но ќе има и доста интересни работи за Пелагонискиот регион. Јас како носел во четворката ќе бидам почесто со вас, така што ќе можеме да ги коментираме. Ќе застанам тука доколку имате прашања повелете. Господине подпредседателе, како ја коментирате набавката на новите хеликоптери, 8 на број, кои Македонија ги ја чинат? 230 милиони евра, при тоа имаме работа со фирма, односно компанија која што ја тресат коруптивни настани, првото прашање. И второто, ваш став околу на што вчера се случи кавгата меѓу Прилепската и Битолската болница? Прво за хеликоптерите, ми сакам неколку аспекти да искоментирам. Првата работа е дали воопшто Македонија во моментов има потреба од транспортни хеликоптери, значи за да знае јавноста се работи за хеликоптери кои што ќе бидат за транспорт на персонал и војници, а не за борбени хеликоптери, така што одбранбената готовност на Македонија и на армијата со ова не се подобрува. Второто прашање е дали
веќе 250 милиони, преку ноќ некако ја зголемија сумата за 20 милиони евра, како да се работи за 20 денарија, не за 20 милиони евра, и треба да одговорат зашто е тоа така. 250 милиони евра се потрошат за хеликоптери, мислам дека е едно расипништво. Во исто време ние кажуваме дека 250 милиони евра вкупно ќе спуштиме во сите општини во Македонија. Значи само за ова да не ги трошат парите, за една година сите општини во Македонија ќе можат веќе да почнат со препород и со решавање на децениските проблеми на граѓаните. Следното зашто должи Министерката за одбрана одговор во јавноста е како е возможно во веќе почнат изборен период, распишани се и председателски и парламентарни избори, да врши волку голема јавна набавка, која што треба да ја плаќа следната влада, затоа што според условите на плаќање, плаќањето ќе оди од следната влада. И финално, исто така клучно прашање, на кое што не добивме одговор е зошто и како баш оваа компанија Леонардо од Италија е избрана, а не се избрани другите компании кои што конкурирале, колку што имаме сознанија, конкурирал француско-германски огромен конзорциум во делот на хеликоптери и авиони, конкурирале еден шведски производител и еден американски производител. Зошто е избран токму Леонардо? Дали можеби причината за изборот на Леонардо е огромниот корупцијски скандал, кој што беше прв корупцијски скандал на владата на Зоран Заев, а тоа е набавката на радарски систем од страна на компанијата Леонардо, кој што според разговорите кои што изслушнавме во јавност, чинел 1 милион евра повеќе од она што е реална и проценета вредност, зашто тогашниот генерален секретар на владата Драги Рашковски заглави во затвор. Е правосилно осуден. Така што решаваат да дадат ваква јавна набавка на компанија која што е во огромен скандал веќе во Македонија, и тоа со непосреден договор под државна тајна, без јавна аукција, без да ги видиме понудите на сите останати. Така што ова покажува едно расипништво, едно расипничко трошење, за сите овие работи одговорност си има после изборите, ние нема да ги оставиме така, и на сите овие прашања треба да се дадат одговори и секако доколку е прекршен законот да се одговара. Во однос на состојбата со здравството, состојбата во здравството е катастрофална. Гледам дека еден поранешен министар за здравство почна јако да се рекламира последниве денови, веројатно мисли дека граѓаните заборавија што се случуваше во неговиот мандат, кога Македонија за жал уриваше црни рекорди по смртност во делот на пандемијата со корона, и кога освен гол пиар не се правеше ништо друго, гледам дека со исти гол пиар се продолжува и сега. Наместо да се лечат пациенти, да се спасуваат животи, со камери им се влегува на операција, што е дновака, нема друг збор да се употреби, и една работа која што е прашање на етика и на морал. Така што во такви услови состојбата во здравството е катастрофална, поделена е на личен пиар, на огромен криминал и на незаинтересираност, и затоа пропаѓаат и Битолската и Прилепската болница. Не е тука прашањето дали некој е виновен во Битолската или во Прилепската болница. Во двете болници нема соодветни услови за да можат соодветно луѓето да се лечат во Пелагонискиот регион. Ние тука имаме планирано една сериозна реформа, која што почнува со првиот едноставен чекор, тоа е да запре криминалот и корупцијата во здравството. Второ е веќе да се оди кон регионализација и јасно утврдување на тоа што е потребно за секој регион со цел да има квалитетна здравствена заштита, и секако стимулирање на здравствените работници, затоа што сметаме дека е основно да се подобрат условите на здравствените работници како и можеле да даваат подобри услуги на граѓаните. Односно тоа дека тој што би ги изгубил изборите, да се сите партии да потпишат на заедничка изјава дека понатаму нема да се занимаваат со политика, особено лидерите. Значи, ако добро ја разбирам изјавата, затоа што не сум ја видел, тој кој што ќе ги изгуби изборите да престане да се занимава со политика. Одлично ја прифаќаме, тоа значи дека Крешник му спрема свилен гајтан на Али Ахмет. Можеби е кандидат за лидер во ДУИ. Имајќи предвид дека ДУИ ќе ги изгуби овие избори, дека нема да е дел од следната влада. Добро е да знаеме дека Еве Крешник Бектеши има такви амбиции. Ако ништо друго, претседателството на ДУИ ќе остане во Кичево, нели? И тоа е по потек од Кичево. Благодариме. Благодарам јас.